Државата останува глува на барањата на работниците за законската обврска за усогласување на платите согласно минималецот. Од Сојузот на синдикати алармираат дека работниците се оштетени, зашто владата наместо да работи на подобар стандард, ги игнорира барањата на синдикатите. Вела дека со ваквиот игнорантски однос се крши законот за работа. Председателот на ССМ Дарко Димовски рече дека на суд ќе ги изнесат доказите дека работниците се оштетени со тоа што не им се зголемуваат платите за 18,4%. Работниците се оштетени со тоа што не им се зголемуваат платите за 18,4% согласно законското решение, пропишано во Законот за минимална плата. За сега имаме законско решение, имаме методологија, нека ја спроведат, а доколку смета дека таа методологија не е применлива, ние сме отворени за да разговараме за нова методологија. Ако државата не ги почитува законите, што остануваме за останатите граѓани и работници во државата? Секаде каде што нема зголемување на платите согласно закон, работниците синдикално да се организираат и да си ги бараат своите права, додаваат синдикатите. Единственото решение на работникот според Димовски е да се освести и да си го бара тоа што му следува согласно закон и колективен договор. Единствено решение на работникот е да се освести, да застане и да си го побара тоа што му следува согласно закон и колективен договор. Бидејќи гледаме, работодавачите и власта нема поостов на оваа покачување на платите, судевите си имаат своји постапки, гледам има недостаток на суди и оваа битка сигурно нема да заврши за помалку од една година. Од владата пак вела дека до крајот на година во очекуваат подпишување на колективниот договор, но откако ќе седнат на иста маса со синдикатот. Од ССМ пак рекол дека никој ниту ги повикал, ниту пак одговориле на нивните барања. Што се однесува до усогласувањето на платите со порастот на минималната и тоа во законски утврдениот рок од 6 месеци кој истекува, вице-премиерот за економски прашања рече дека тоа немало да се случи, само затоа што од ССМ излегле на штрајк. Почнавме процес на усогласување и процес на дискутирање за новиот општ колективен договор со Сојуз на синдикати. За жал, он беше прекинат затоа што они влегоа во штрајк. Ние деновиве ќе ги повикаме да се вратат. Инаку зголемувањето на платите во јавниот и приватниот сектор ќе било согласно продуктивноста, додаваат од владата, а тоа ќе се регулирало со нов закон за плати.